Sine, štom te ukorovam, što i da praviš, te zaštitovam. Ostavi gnev svoja pravda, želbi očekuvanja, prepušti se na mene, tatko, na ljubav ta. Ne plaši se, ostavi se, ne luti se, ostavi se, ne križi se, ostavi se, ljubav ta moja, eleza se, ne misli se, ostavi se, prepušti se, vo mene, ne mudruvaj, ostavi se, ljubav ta večna, vo sekoje srce. Tatko naš, koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja. Твоята воља и во овие слова, ти зборувај низ мене, нека Твојата полна сила на љубов те ги допре сите срца кои се жедни за Тебе. Нека ова живо слово кое слегува во духот и ме употребуваш како сад за Твојата љубов, ги допре сите оние кои се жедни, бедни за љубов. Блажени се бедните по дух. Нели? Те сакам, Господи Исусе Христе, те молам да им го отвориш умот на сите оние што ги слушаат овие слова, да разберат што сакаш да ни кажеш, да ги отворат срцата, да те повикаат од срце, со срцето да разберат. Те сакам, Господи Исусе Христе, со срцето да разбереш. И да се покајат и да бидат допрени, исцелени, новородени, возобновени во водна бања во живото слово. Те сакам, Господе Исусе Христе, ти благодарам што и во овој ден, во ова Мавровска агора, овде се случува Твојата љубов. Ме учиш како да се движам, да бидам светлина на светот. Те молам да дојдеш во оваа проповед, да ги допреш сите кои се жедни за Тебе, да дојдеш и во Македонија да ни помогнеш. Те сакам, Господе Исусе Христе, да не научиш како да го возвратиме и востануваме тој однос, Татко на небото и паднати деца на земјата поради непослушност, ако не бидете како мали деца. Пазете, ако не бидете како мали деца, нема да влезете во Царството Божјо. Тој е тој момент, деца не повикува, а потоа има цела една разгранета состојба на стихови каде што вели да не бидеме мали деца, и тоа е тоа контраверзно, спротивставено, спротивопоставено, и ти викаш сега една ми вели вака, еднаш друг пат така. Дали сме деца, например? Чии деца сме? Кој е нашиот татко? Кој е мојот татко? Кој е твојот татко? Дали знаеш кој е мојот создател кој создал се и се преку него се држи? Или само зборувам празно? Господи, 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 сите кои велат Господи, нема да влезат во Царството Божјо. Господ некој таму непознат, кога не го познаваш. Браќа или татко? Татко кој ти е роднина. Браќа, не бидете деца, сега вели сосема спротивно, не бидете деца во разборитоста, туку бидете мали деца во поглед на злото, а во разборитоста бидете возрасни. Разборитост, 1 Коринтијаните 14:20, зато имаме друг препев, во умот вели, немојте да бидете како деца. Нели? Разборитост и ум, за злото бидете како дечиња. Има еден наш сотрудник од Германија, дојде веднаш и вели дечиња. По умот треба да бидеме зрели по умот. И така, браќа, нов цитат, јас не можев да ви зборувам како на духовни луѓе, туку како на телесни, како на мали деца во Христос. Тоа е почетната позиција. Тој ним им зборува. 1 Коринтијаните 3:1, значи, на малите деца им зборува. Ако ти мислиш дека знаеш, не си дете, си пораснал,
ти не си веќе дете и не си ученик и не можеш да влезеш во Царството Божјо. А потоа вели да не бидеме веќе мали деца, значи детото треба да порасне, што ги блула и занесува секој ветар на лажните учења, на телесните учења, преку човечки заблуди, човечки доктрини, во лукавството на измамата кон заблуда, Ефесијаните 4:14. Големи демонски началства влегуваат во водачи на заедници кои прават преобразби, разбудувања, водат цели народи, влегува в демонско началство и го води, пазете, малку квас го расипува, го подквасува целото тесто. Друг препев вели малолетници, стапица на измамата. Например, постојано го зборувам тоа, дека Господ едни ги направи лоши, а други добри и ти не можеш ништо да промениш. Пазете, сосема спротивно. А како Савле стана Павле. Те сакам Господ Исусе Христе. И така, браќа, ние не сме деца на робинката на светот, туку сме деца, слава ти Господе, на слободната. Галатјаните 4:31, значи Аврам и Сара, му се јавува таткото небесен, му кажува ке имаш син. По извесен период Сара е во подминати години, 90-100 години. Немаат деца неколку години и Сара му вели да легне со Агара, со робинката, и со неа го раѓаат, го прават Исмаил. А потоа му вели таткото небесен на Аврам, сега ќе ти дадам син. Тој вели, имам јас син. И видите, и тогаш се раѓа Исак. Исак и Исмаил се обрезуваат, прават сунет, нели? Како ќе го наречеш, а се тепаат меѓу себе. Чии деца сме, дали сме деца или возрастни? Еве стихови, всушност тие веќе не можат да умрат. Затоа што се како ангели, а бидејќи се синови, деца на воскресението, тие се синови Божји. Синови Божји, пазете го тој момент. Лука 20:36, деца на воскресението. Не можеш повеќе да умреш. Исус им вели, вие не може повеќе да умрете. Не се плашете од смртта. Смртта е премин од овој свет, материјален во твојот вистински дом, духовниот свет. Затоа угледајте се на Бог таткото, цитат, како негови љубени деца. Ефесијаните 5:1. Тој е тој однос, наместо Господи, деца, но не можеш да го направиш. Ако немаш дух, не разбираш, остануваш во старата природа. Ефесијаните 5:1, значи да се угледаме, да го погледнеме како дете кон родителот кој се угледува, таткото небесен. Детето е водено, учено од родители, потоа доаѓа и учител, нели го пуштаат во училиште и тој треба да заврши, да порасне. Еве сега зошто не може. Тој дух, светиот дух, сведочи на нашиот дух што е вдахнат дека сме деца Божји. Римјаните 8:16. Ти штом немаш дух, не викаш татко, не знаеш дека си дете Божјо, зборуваш за непознат Господ, не можеш да го наречеш Исуса Господ, Исусе Христа, славиш се и се што. Видите? Без Дух Свети не знаеш, не разбираш, ти си син ѓаволски. Син ѓаволски, кога им вели Исус на израелците, што сме тогаш другите. А ние, браќа, сме деца на ветувањето. Помнете го ветување, како што беше и Исак, Галатјаните 4:28. Апостолите, учениците, пазите, дали сакаш да бидеш ученик Исусов? Ова е важно прашање. И син, или самиот знаеш, те научил некој таму, гледаш нешто на интернет, на YouTube каналите и го пренесуваш како твое, папагалски, значи како актерот зема текст напишан од други и го зборува, тоа е глума, театар. Но не размислуваш каде е причината и последицата на тоа што го зборуваш и што го земаш, кој ќе плати за тоа што си ги трошил тие зборови. Словото е од Бог и Бог е Словото. Знаете, кој ќе плати за тоа? И затоа Еврипид, македонскиот антички автор, го вовел принципот Deus en machina. На почетокот и на крајот на представата, кажи ти на се што работиш, го повикува Господ Таткото и ние го викаме Исус да пресече. Значи им забрануваат апостолите да
доаѓаат деца кај Исус. Значи, деца доаѓаат кај Исус. Деца, не доаѓаат возрастни. Ако си ти возрастен, не можеш да дојдеш, оставете ги децата да доаѓаат кај мене и не бранете им, зашто на такви е Царството Божјо. Видете, била овде, слуша се и се што и велам немој, и кога почна да зборува за други проповедници и учења кои се телесни и доктринарни, лажни, нели, лукавство на измамата, ја изгони духот од црквата, се врати во катастрофална состојба. Умрена беше, се оправа пак и сега ако продолжи пак да го прави тоа, пак ја изгони духот. Децата се оставаат, некои луѓе заминуваат и не се враќаат, покажува суетност и гордост, дека се умрени, дека се завладеани, некои се враќаат, слава ти Господи Исусе Христе. Вистина ви велам, кој не го прима Царството Божјо како дете, тој нема да влезе во него. Марко 10, 13, 16. На почетокот мора да бидеш дете. Знаете, па така и ние додека бевме малолетни, духовно, бевме поробени од стихиите на светот. Значи, им бевме подчинети на поднебесните сили на злото на овој век и началствата. Галатјаните 4.3, кои го владеат светот кратко време, и ако си понив, ти тогаш имаш крвта ваша на главите ваши, нека падне крвта на нашите деца. Тоа е една позната изрека. Затоа децата страдаат, бидејќи тие го наследуваат непокајаниот грев на своите родители. Матеј 27.25, блажени се миротворците. Значи ти го имаш мирот Исусов, не се караш, велиш, јас му припаѓам на Исус, тргни се од мене, не за сатаната, не за смртта, не за демони, не за болки, болести, страдање, магии, проклетства, не за злото, да, за Исус во моето срце. Значи тие ќе се наречат синови Божи, Матеј 5.3, миротворците, деца на родителите своји, бидете им послушни во се, зашто тоа му е благоугодно на Господ, Колосјаните 3.20. Значи се однесува кон вас, се однесувавме кон вас, нов стих, како мајка, доилка, што со нежност се грижи за своите дечиња. 1 Солуњаните 2.7, така се грижи Таткото Небесен за секој еден од нас. За мене нема поголема радост, Таткото зборува, од таа да слушам дека моите чеда, тој не вика деца нас. Замислете, а ти не знаеш за тоа. Одат во вистината, 3 Јован 1.4, 3.1 Јован 4, деца. Но ова ви го пишувам не за да ве посрамам, туку да ве вразумам, како мои возлюбени деца, чеда, те сакам Господи Исусе Христе. 1 Коринтијаните 4.14, значи деца и татко е тој однос, зборува за нашите срца, како на своји деца, таткото зборува. Ви велам, отворете ги и вие вашите срца. Ете, тоа е тоа према нас, 2 Коринтијаните 6.13. Дали го отвараш ти срцето? Ефесијаните 2.2.3 вели, синови на неверието. Не верува. Чеда на гневот, на гревот. Ефесијаните 2.2.3, 5.8 вели, вие некогаш бевте темнина, а сега сте светлина. Светлина во Исуса, во Господ, во Таткото. Живејте како деца на светлината. Видете, тоа е дејство. Живејте како деца на светлината. Значи, тоа е обврска. Мораш да бидеш светлина на светот. 6 стих, синови на непокорност, ќе бидете, спротивно крвта ваша на главите ваши. Значи, зборува за казнување, да му се покориме на Отецот на духовите, за да бидеме живи. Евреите 12.9, зашто постои закон. Око за око, зап за зап, што си правил, тоа ќе ти се прави, крвта ваша на главите ваши. И затоа децата наследуваат покрај име, чувства, спомени, блага, нежност, грижа кон нив, наследуваат и грев, ако не е покајан за време на животот на своите родители. Значи, тоа е понатаму. Евреите 12.9, тоа претходно беше, Отецот на духовите да бидеме живи, на сите што го примија, можеш да го примиш во срцето, на сите што веруваа во Неговото име, докаде, до крстна смрт, им даде сила да станат чеда, деца Божји. Тој е тој момент, деца Божји, Јован 1.12, како послушни чеда
Не постапувајте веќе според поранешните ваши похоти. 1 Петар 1.14, значи постапка и начин на живење во заедништво со Исус подразбира променет човек, не истиот, не да живееш како светот бесилно, како пес и свиња да се враќаш на блуеницата и во калта. Матеј 18.13.3.5 да се обратиме како мали деца за да влеземе во Царството Божјо. Значи да се вратиме, да се понизиме како деца, да бидеме најголеми во Царството Божјо. И потоа се тие стихови кој прима такво дете, мене ме прима. Мене, тоа е таткото Исус во дух да направат сокровиште во твоето срце, или синот човечки да има каде глава да подслони. Одиме понатаму, што им вели на израелците, вашиот татко е ѓаволот, ги исполнувате неговите желби, тоа се вашите желби, човекоубиец, не ги љуби другите, лажливец, татко на лагата, Јован 8.44. Те толку луѓето се навикнати на лага. На една институција, им вети една жена што беше во власта, беше таму, дека ќе им изгради зграда, им ја зема зградата што им ја изгради предходно. Пазете, и си замина, ние изгради зградата, ние зема изградената зграда од предходната власт и ние останавме во калта и во блуеницата тие. И никој не се ни извини што не лажеше, ме викна дури што каква ќе биде зградата. Јас не отидов нормално, кога си слеп во духот, можеш да веруваш на лагата и да ти е природно да те лаже, некој па продолжуваш ти. Суштински однос во заветот со Исус, тоа се духовно слепило и ќе паднете во јама. Суштински однос во заветот со Исус е дете на земјата и татко на небесата. Тоа значи дека, одиме понатаму, не се Божји деца, сите што се биолошки потомци на Аврам. Вистински потомци на Аврам се децата родени според ветувањето, се потомци Римјаните 9.8. Значи, тие се потомци, децата на Аврам. Што е ветувањето? Значи, чеда на ветувањето. Се создадено на земјата е под Божјо проклетство. Сам живееш со своја сила, мораш да отплатиш нешто заради битката во духовното царство, кога сатаната со неговите демони, 1/3 е паднат на земјата, тогаш биле ангели, станале демони, материализација. Значи, се создадено на земјата е под Божјо проклетство. Се создадено се надева на ослободување. Значи, се ова што ќе го гледате, се камен, материја, животни растенија, човек, внатре има протони, неутрони, фотони се движат. Се создадено се надева на ослободување од смрт и распаѓање, да добијат слобода на деца Божји. Римјаните 8.21. Тешко е за разбирање, земјата е паднат дух, отпаднат, стврнат. Римјаните 8.27. Значи, децата Божји се ослободуваат од тоа, од таа телесна природа, значи кафез на телото. Попрво со луѓаните човекот е тело, во кое е вдахнат дух, и станува жива душа, душа и дух. Тело, душа и дух има 3 елементи. Значи, само тие што се раководат според Божиот дух се Божји деца. Римјаните 8.14. Значи, се раководиш по Божиот дух. Он те раководи, он те води. Си му дозволил да те води. Ко кажувам ова од Благоевград, во Пиринска Македонија, луѓето што го основаа клубот, правевме муавет за Светиот Дух, рече Светиот Дух е шоферот, ние сме автомобилот, тој вози, тој не води каде што сака, ветрот дува каде што сака, ти не го гледаш, нели? Значи, одиме уште понатаму, се однесувавме кон вас како татко кон децата своји. Таткото небесен е со Луѓаните 2.11. Бидејќи сите вие сте синови на светлината, синови на денот, ние не сме синови на ноќта, ниту на темнината. Темнината 1 со Луѓаните 5.1, за да бидеме прави и чисти, непорочни деца, чеда Божји среде изопачено поколение, неверници, нели? Во кое светите како светила на светот, Филипјаните 2.15, може тие да одат во црква, да имаат некоја своја вера,
телесна, но без Исус тие се синови на проклетството, нема да влезат во Царството Божјо, ако не се деца, кај што имаат татко, па стануваат ученици, па Духот ги учи, тие викаат Господи, Господи и татко, нели, овој род личи на деца, другиот што седат по пазариштата, зборува за црквите, ги нарекува пазаришта, купуваат и продаваат, па им довикуваат на своите другари, Матеј 11:16, ви свиревме жални песни и не плачевте, ви пеевме песни и не игравте. Видете, тие мислат дека по нивната волја треба да се прави. Како новородени деца, новородени, од телесен човек треба да се родиш во духот, бидете желни за вистинското и духовно млеко, да во него да пораснете. Еве го тој момент, значи треба да пораснеш, не да останеш дете цел живот. Стоиш на истото ниво за спасение. 1 Петар 2:2, многу се зарадував. Таткото вели, зашто најдов некој од твоите чеда, од нашите чеда, онака како што добивме заповед од Отецот, дека одат така. 2 Јован 1:4. Треба да се движиш по Исус, тој да те води. Луѓето остануваат во старата природа и само со умот мислат, цитираат, влегува во вознес. Значи, таа молитва, наместо да го помоли, почнува да заповеда, да проектира, да подсетува, да цитира, да настапува. Керки Ерусалимски, не плачете за мене, плачете за себе и за своите деца. Ете го тоа Лука 23:28. Значи крвта ваша на главите ваши. Пак доаѓа таткото, за мене голема радост е. Пазете, тој се радува. Дека слушам дека моите чеда, тоа сте вие, одат во вистината, во Исус. 2 Јован 1:4. И сега, ако сме пак чеда, ние сме наследници, наследници на што на се, на Бог со наследници Христови, Галатјаните 3:26. И сега имаме во Скопје, и беше изгазена по кој знае кој пат една девојка на млади 20 на години, 22, од некој пијан, сега веќе порталите што објавуваат, возел голема брзина на црвено, на пешачки премин, потоа се испостави дека бил и дилер на дрога. И сега видите, ако го познавам јас, тој ќе ви раскажам кога би било. Неговата мајка, например, доаѓаше кај нас на 1-2-3 молитви и зборувавме за тоа што треба да направи, да промени. Манде памти дека сум ми рекол, ова ви е шанса, примете вие сила да го извлечете, тогаш кога почна тоа пред 7-10 години, не знам кога беше. Пројдено е времето. Јас не го мерам времето во земно време. Дека сум ми рекол, тоа е последното што треба, да примите сила, да го извлечете, значи тоа е тој момент. И тој отишол во манастир, има духовен отец и видите што се случува. Нема играње играчки со сатаната. Еве го тоа, и ќе те разорат и децата твои, во тебе нема да остават камен на камен од тебе, зашто не си го позна времето кога беше посетен, беше тука, се врати назад, психолози, психијатри, мандрагози, мушкози, на крај заврши во сатанолошка ординација. Те врзува тој да му се поклонуваш на некој свети овој, свети оној, ти си умрен, за кратко време ја подобрува состојбата, излегуваат и влегуваат демоните, а потоа те сничкосува. Не можеш да се исцелиш во такво некое здание кое го изградил македонскиот народ, овој го завладеал, плюс го напаѓаат, зашто е македономрзец, духовен отец, пазете. Затоа те вели не викајте никого татко на земјата. Духовен отец само во Исус, а ти славиш Богородица и се друго. Нема таму духовен отец. Значи да си го познаеш времето кога си бил посетен, не знам уште колку време имаш, и луѓето што заминуваат одовде, осветлени од Светиот Дух за да се видат тоа внатре што живее во нив, ако не се вратат, не знам дали има понатаму време. Одиме во однос од камен на камен, не ќе остане и за децата.
Татко небесен и деца на земјата, 1 Јован 2.13 ви напиша вам, чеда, бидејќи го познавте таткото. Деца, за вас се однесува ова. Гледајте, втор цитат, колку голема љубов ни дал нашиот татко, вечната љубов, да бидеме наречени чеда Божји, деца. И тоа и сме. 1 Јован 3.11, а еве ги другите деца, имаат очи полни со прелюбодејство, ненаситни се на грев, песот на блуеницата, свињата во калта, категории на верници, ги мамат неутврдените души, ги плашат, имаат срце привикнато на лакомство. Тие се чеда на проклетството, ќе треба да го плаќаат тоа крвта ваша на вашите главите ваши и на вашите деца. Значи, децата го наследуваат гревот ако е непокајан од родителите. 2 Петар 2.14. Зошто тогаш се случува да умираат децата? Без разлика, нема грешка во Божиот закон. Се знае, се е од него и за него создадено, се преку него се држи. Тој гледа се, тој знае се. Запишано е во книгата на животот што ќе отплаќаш самиот. Одиме понатаму, од устата на новороденчињата, кој ќе бидеш дете, си се родил, и доенчињата ти си приготвил пофалба, Матеј 27.16, кога ќе примиш дух, ти ќе имаш полна радост и ќе зборуваш за Исус 20 постојано, нема да сопираш ни сабота, ни недела, ќе действуваш за Исус, ќе бидеш светло на свекник, од утробата ќе ти тече жива вода, жива река ќе тече, овие слова што слегуваат, видете. Сега одиме на кај 700, 650 завет до 700, па ќе видиме како, колку време имаме. Значи, тоа е, сите ќе знаат дека си во Исус, ќе велиш татко, татко. Те сакам, Господи Исусе Христе, треба да се преродиш, значи да бидеш првин дете, ученик, бебе, па возрасен во духот. И тие стихови сме ги зборувале, си ги сокрил тоа од мудрите, тие што знаат, спасени се, и разумните. Не треба разум, треба срце. Со срцето да разберате, да се покајат, а си им го открил на децата. Децата знаат. Ти си чедо Божјо, потоа си сонаследник Божји, сотрудник. И ти, пази, тогаш и пријател Божји, ако си послушен, уште една категорија на Аврам, знаеш што работи Господарот. Оди за загубената овца додека не ја најде, Матеј 11.25, како што е во вториот псалм напишано, дела 13.33, син мој си ти, син мој си ти, имаш татко на небесата кој создал се, денес јас те родив, па дозволи му, бре синко, врати се, татко, на колена, ничкум, погрешив пред тебе и пред небото. Чедата Божји и чедата ѓаволски, две има, значи, по тоа се познаваат. Секој што не постапува праведно, ова да го преведеме, во заедништво со Исус, значи Духот и Исус го води во Духот, и секој што не го љуби братот свој, не е од Бога, 1 Јован 3.10, имаме уште еден препев. Постои јасна разлика меѓу Божјите чеда, деца на Таткото Небесен, и децата на ѓаволот, кои викаат Господи, Господи. Секој што не постапува праведно заедно со Исус и што не ги сака другите христијани, не е Божјиот чедо. 1 Јован 3.10. Те сакам, Господе Исусе Христе, Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Кој е мојот татко? Семокниот Бог создаде се, и мене ме создаде и тебе и сите вас. Кој ме создаде? Кој се даде себе си преку Исус и ја пролеа својата крв за своите деца? Кој ме спаси? Деца на ветувањето, а ветувањето е кој ќе поверува и ќе се крсти, ќе биде спасен. Значи да поверуваш,
Poverува Аврам на Бога и се нарече пријател Божи. Се што ќе ти даде да направиш, да не се откажуваш. И се крсти во оган и во дух, во водна бања, во Словото, не само во вода. Не само во вода, тој дојде преку оган и крв. Дали ја прифаќаш крвта негова, се оставаш себе си. Или јадеш лепи вино, брмбориш некои јазици, положуваш раце, исцелуваш, заповедаш, не знаеш ти да се молиш, немаш контакт со него. И тоа е празна молитва. Мали деца и Царство Божјо. Полна возраст Исусова да пораснеш, целосно исполнет со дух, со љубов, дете и ученик, почетна категорија, и не ти да зборуваш Исусе те сакам, татко, татко, во името Исусово. Отецот да зборува од тебе, како кај Исуса Христа. Затоа ти е потребен посредник, потребен ти е старешина. Видете, старешина кој ќе те научи да молчиш во присуство на Отецот на духовите и да почнеш да љубиш, како што тој не возлюби нашиот татко, вечната љубов. Слава ти, Господе Исусе Христе, татко, те сакам. Во името на Господ Исус Христос, татко, да слезе твојот пламенен оган во нашите срца, да не исчисти однатре, да изгори се што не е од Исус, се што не е Божјо, се што не е од татковата љубов, да замине и од мене и од сите кои ќе речете дојди Господе Исусе Христе во моето срце, да замине од македонската земја, се враќаме во твоја собственост, го барам Царството Божјо, татко, во името Исусово, бегај од нас, сатано, не враќај се повеќе, и бегај од Македонија, сатано, и не враќај се повеќе. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус, веднаш да замине, тоа е заповед на молитвен војник на Господ Исус Христос. Од земјата до небесата, те сакам, Господи Исусе Христе. Мојот татко е семокниот Бог, не за сатаната и смртта, не за болки, болести, страдања, магии, проклетства, не за злото, да за Исус. Во моето срце, во твоето срце, нека биде волјата твоја, како на небото, така и на земјата, така и во моето и во твоето срце. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Амин до Царството Божјо. Амин. Сине, штом те укорувам, што и да правиш, те заштитувам. Остави гнев своја правда, желби очекувања, препушти се на мене, татко на љубовта. Плаши се, остави се, не лути се, остави се, не грижи се, остави се, љубовта моја е лек за се. Не мисли се, остави се, препушти се, во мене не мудрувај, остави се, љубовта вечна, во секое срце.